Добра вечер за Скопје, добра вечер за Чаир. Најнапред би сакал да ги пренесам поздравите од председателот на ВМРО ДПМН и премиер на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Би сакал да го поздравам министрот за надворешни работи, господинот Никола Поповски, кој дојде денеска на оваа наша промоција. Пратеничката во парламентот на Република Македонија, советници во Советот на градот Скопје, почитувани представници на ВМРО ДПМН, на Унијата на млади сили, на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Почитувани коалициони партнери, а посебно би ги поздравил нашите гости, симпатизери и поддржувачи на ВМРО ДПМН, кои не се наши членови, меѓутоа поддржуваат нашите политики или одредени наши кандидати. Посебна поздрав што дојдоа вечерва тука да ја поддржат нашата кандидатура. Најнапред би искажал големо жалење што опозицијата недоволно се пријави на овие локални избори. Меѓутоа сепак голем број од нив во различни форми се пријавија на овие локални избори. И затоа сметам дека овие избори сепак ќе бидат избори кои што доликува на Република Македонија. Фер и демократски избори. Тоа Република Македонија го заслужува. Исто така би сакал да се навратам малку наназад на 2009 година, да ви се заблагодарам вам, на жителите на општина Чаир, кои што ми ја дадоа довербата да станам градоначалник на градот Скопје и со тоа да ми се пружи можност да направиме она што сме го ветиле во изборната програма во 2009 година. За мене беше тоа голема чест. И навистина голема е честа да се биде градоначалник на градот Скопје, на главниот град на Република Македонија. Меѓутоа, тоа истовремено и голема одговорност. Одговорност да се исполни ветеното, она што е ветено во изборната програма, а да се исполни и повеќе од тоа, со оглед на тоа што градот Скопје во изминативе децении беше град во кој што многу малку се градеше. И тоа ние успеавме за овие 4 години да го оствариме. Со макотрапна работа, од првиот ден, заедно со мојот тим, заедно со администрацијата, успеавме да реализираме 500 проекти во градот Скопје, кои што му го сменија ликот на градот Скопје. При тоа би ја истакнал и големата поддршка од владата на Република Македонија, од премиерот Груевски, од министерствата, од соодветните јавни предпријатија и агенции кои што ни помогнаа во реализацијата на тие проекти, преку донесување на закони, преку финансиска поддршка, тоест обезбедување на кредити, преку документација, преку имотно-правни односи. Значи, заедно со владата на Република Македонија успеавме да реализираме толков голем број на проекти. Впрочем, и нашето мото беше заедно можеме повеќе. Заедно со владата, заедно со општините во градот Скопје, реализиравме огромен број на проекти. Исто така би сакал да ја потенцирам и соработката со граѓаните на градот Скопје. Имавме постојана и континуирана поддршка од граѓаните преку комуникација со нив во различни форми, преку присуство овде во општина Чаир, повеќе од 8 пати на средба со граѓаните на општина Чаир, со председателите на местните заедници и други представници од местните заедници, кои што ги кажуваат своите проблеми за општина Чаир и ние како градска управа и јас како градоначалник успеавме голем број од тие проблеми да решиме. Не беше лесно, навистина, да се размрде една администрација која што не работела толку долго време, со вакво темпо, како што го наветнувавме ние од ВМРО ДПМН и од Коалицијата за подобра Македонија. Доматински, отчетно, посветено и одговорно. И затоа и постојано добиваме поддршката на граѓаните, заради тоа што не се оддалечуваме од нив, туку напротив, постојано сме меѓу граѓаните да ги слушаме нивните проблеми и да ги решаваме. Во овие изминати 4 години се реализираа проекти како што не биле реализирани во последниве 20 години. Се смени ликот на градот Скопје, се доби многу подобра функционалност на градот Скопје, ја подобриме комуналната хигиена во градот Скопје, на улиците и собирањето на сметот, ја подобривме зеленилото во градот Скопје и екологијата, нови паркови, нови зелени површини. Со еден збор, градот Скопје веќе навистина е
вистинска метропола која што доликува на еден главен град, кој што ликува на еден град и на една држава која се спреми кон Европската Унија. Тоа го направиме заедно со вас, со граѓаните на градот Скопје, со граѓаните на општина Чаир. Јас би сакал да истакнам само некои проекти од проектите кои што ги реализиравме во општина Чаир. Најпрво направивме реконструкција на булеварот Крстен Мисирков, кој што се протега пред Битпазар. Исто така ја реконструиравме улицата Самуилова. Во тек е изработка на кружниот тек меѓу на улицата Лазо Трпковски и Втора македонска бригада, кој што се надевам дека до крајот на ова лето ќе биде пуштен во употреба. Реконструиравме главната улица Кемал Сейфула, практично тој булевар со 4 ленти. Изградени се тротоари по должината на улицата Никола Карев. Поставено е целосно улично осветување во старата Скопска чаршија, со што се вратија граѓаните во Скопската чаршија, се врати животот во неа. Покрај уличното осветување направени се голем број на културни манифестации во старата Скопска чаршија и таа конечно заживеа онака како што и доликува на неа. Изградена е и во тек на изградба атмосферска канализација во местната заедница Бајрам Шабани. Исто така направена атмосферска канализација од мостот на Битпазар до Континентал и по Беласица до реката Вардар, со што се избегнаа веќе поплавите кои што настануваат при поголеми поројни дождови на овој булевар. И не само во Чаир, градот Скопје работеше во сите 10 општини во градот Скопје. Како никогаш досега, не е заборавена ниту една општина, почнувајќи од Царе, преку Ѓорче Петро, Карпош, Центар, Кисела вода, Аеродром, Газивова, Чаир, Бутел и Шуто Ризари. Ниту една општина не е заборавена. Тоа можете да го видите во отчетот кој што градот Скопје го даде за своето 4-годишно работење. Отчет како што немало досега, отчет на 130 страници со слики, со фотографии на кои што е прикажано сето она што е работено во градот Скопје. И тука ќе видите проекти од сите области од секојдневното живење и проекти од сите општини во градот Скопје. Затоа, почитувани граѓани на општина Чаир, денеска сум поново овде пред вас да ја побарам вашата доверба за уште еден мандат за градоначалник на градот Скопје. Да ја побарам таа вашата доверба врз основа на она што го кажав што е сработено и врз основа на оваа програма која што ја нудиме. Има проекти кои што се означени за градот Скопје, меѓутоа исто така и проекти кои што се означени за општина Чаир. Јас ќе се обидам да потенцирам само неколку од нив. Најзначено е тоа што ќе го реконструираме булеварот Христијан Тодоровски Карпош од Веро па се овде до општината. Се извинувам, да во целата негова должина биде булевар со 4 ленти, тоест да нема проблеми при движењето како што е досега. Исто така, нема да запреме тука, значи во програмата е напишено, значи ќе правиме техничка документација за продолжување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош до заобиколницата, значи онаму кај што завршува до подмостот под пругата, значи да продолжи се до заобиколницата. Доколку ги решиме имотно-правните односи, можеме во овој 4-годишен мандат и да почнеме со реализација на овој булевар, со што општина Чаир ќе се отвори према заобиколницата и ќе има многу брз и ефикасен пристап до таа заобиколница, со што сметам дека ќе се подобри животот во општина Чаир. Исто така, предвидено е реконструкција и проширување на главниот булевар, тој е булеварот Цветан Димов. Се надевам дека проектите ќе бидат успешни за неговото проширување. Ги правиме тие проекти веќе подолго време и јас се надевам дека во овој мандат тој булевар ќе потпочне со негово проширување за уште по една лента од лева и од десна страна. Исто така, со дополнителна коловозна лента ќе биде проширен и булеварот Никола Карев. Тоа се дел од проектите кои што се во општина Чаир и со кои што ја бараме вашата доверба. Покрај за градоначалник на градот Скопје, ја бараме вашата доверба и за советници во градот Скопје. Бидејќи многу е важно градот Скопје, значи градоначалникот на град Скопје да има огромна подршка или мнозинство од поддршката во Советот. Во спротивно, ќе имаме проблеми при реализацијата на програмата, заради тоа што ќе настанат пазарења, договарања и слично, за да се обезбеди мнозинство во Советот. Ако гласате за градоначалник на град Скопје, би ве замолил да не заборавате за Советот за градот Скопје и со тоа ќе ни помогнете да ја реализираме програмата која што ветуваме пред вас.
Тоа е толку за градот Скопје. А сега, вечерва, собрани сме зона на главното. Собрани сме да го промовираме кандидатот за градоначалник на општина Чаир, господината Марија Ангелова. Јас се извинувам, господица Марија Ангелова, магистар по менеджмент на човечки ресурси, млад и образован човек кој што инвестира во својата иднина, човек кој што навистина е комуникативен, впрочем, таква му е и професијата, директорка на една од градинките во општина Чаир, човек кој што и на професионален план си има докажано во животот, човек кој што е пријател со многу луѓе, знае да соработува и да создава пријателство, човек кој што има пријатели и меѓу македонците, и меѓу албанците, и меѓу бошњаците, и меѓу ромните, значи со сите етнички заедници во општина Чаир, онака како што доликува на една мултиетничка општина. Значи човек кој што се надевам дека нема да ги заборави проблемите на жителите на општина Чаир. Впрочем, господјата Марија Ангелова сега нема, меѓутоа исто така согласно на принципите на ВМРО ДПМН ќе се кандидира или ќе се представи пред вас со своја изборна програма, како и сите останати кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН. Во таа програма ќе имате проекти кои што ќе ги решаваат проблемите на жителите на општина Чаир. Проблеми кои што се од секојдневното живење на општина Чаир, а истовремено сигурен сум дека ќе соработува и со градоначалникот на градот Скопје, со Советот на градот Скопје, со владата на Република Македонија, се со една цел за подобар живот во општина Чаир. Затоа, почитувани, ве поканувам на 24 март да излезете на гласање и да ја поддржите Марија Ангелова за кандидат за градоначалник на општина Чаир. И не само за кандидат за градоначалник на општина Чаир, исто така многу е значено да биде поддржана и советничката листа на општина Чаир. Впрочем, тука се обрати пред малку и носителот на таа советничка листа, вашиот председател на општинскиот комитет. Значено е да ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија имаат што повеќе советници во Советот на општина Чаир, кои што ќе ги представуваат проблемите на ВМРО ДПМН и проблемите не само на ВМРО ДПМН, туку на сите граѓани во општина Чаир. Тоа ќе бидат советници кои што ќе бидат достапни до граѓаните, кои што ќе ги слушаат нивните проблеми, кои што тие проблеми ќе ги пренесуваат до Советот, ќе ги искажуваат и ќе се обидат да тие проблеми ги наметнат на Советот и да се донесат одлуки кои што ќе значат подобар живот во општина Чаир. Тоа е почитувани присутни за општина Чаир, за општината која што навистина во изминатиот период дава огромна поддршка на ВМРО ДПМН и на незините коалициони партнери за подобра Македонија. Да живее општина Чаир, да живее градот Скопје, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија.